Цртеж. Ана зеде да црта со жолта боичка. Нацрта многу лисија, жолти како злато. Потоа нацрта една рака. Ана ја нацрта раката на ветрот што ги кине лисијата од дрвјата и ги разнесува насекаде. Потоа Ана зеде друга боичка, го нацрта стеблото. Стеблото е сосема осамено и разголено. На него нема ниту еден лист, ни птица да застане и радосно да зачрулика. Бура, страшна бура нацрта Ана со оловна боичка. Со црвена боичка го нацрта залезот. На сончко му направи убава насмевка. Иако нема птици и лисија на дрвото, а сонцето е далеку, пак е радосно, вели Ана. Насекаде на работот цртежот нацрта облак, голем темен облак со торба врака. А што носи облакот во торбата, Ана? Како што? Зачудено праша девојчето. Облакот во торбата носи многу снегулки. Зар по есента не доаѓа зимата? Така Ана во својот цртеж ги представи двете годишни времиња, есента и зимата. Тоа и беше домашна задача.